Мигрантите кои се наоѓаат во прифатниот камп Табановце на македонско-српската граница, уште на прв поглед може да се забележи дека повеќе не престојуваат таму, туку живеат. Ги има околу 850 на број, од кои најголемиот дел се од Авганистан, Сирија и Ирак. Неколку месеци веќе се наоѓаат во кампот. На повеќето од нив дом сега им се металните контейнери, а помалку срекните се сместени во шатори. Најмладите преку игра го поминуваат своето секојдневие, а постарите бараат сенка за да се засолнат од сонцето и од високите температури. Тимур Шабарек за 2 месеци во кампот и доаѓа од Авганистан. Тој е градежен инженер по професија. Со помошта на криумчари, нелегално заедно со неговиот брат влегол во Иран, откаде патот го продолжил во Турција, Грција па Македонија. Патот, како што нагласува, бил тежок и бил уплашен за неговиот живот. Одевме по планини околу 28 часа и беше многу тешко за нас. Луѓето мислат дека ако патувате со криумчари сте безбедни, но не е така. Мора да го ризикувате животот. Тие по лице на криумчарите им платиле по $9,000, а по пат потрошиле дополнителни 1,000. Тој се надева дека ќе стигне во Германија, каде ќе има мирен живот. Повеќето од авганистанците кои се наоѓале во кампот, според него, го продолжиле патот во Србија со помош на криумчари. Овде бевме околу 900 луѓе од Авганистан, а сега сме помалку од 200. Сите заминаа со криумчари на кои мора да им платите €2,000 по лице. Криумчарот ќе ве однесе од тука до Германија. Ари Омар е новинар од Ирак кој работел и како презентер на вести во националната телевизија и како што вели бил звезда во неговата земја. Ја напуштив земјата бидејќи правев многу прилози за милитантната група Исламска држава, кои ми пратија порака дека ако продолжам ќе ме убијат. За мене повеќе не беше безбедно да останам во Ирак. Сакам да одам во Англија бидејќи имам семејство таму. Татко ми, мајка ми, 2 сестри и 2 браќа. 2 sisters and 2 brothers. They are living in England. Пешки со брод за своето патување Умар платил €6,000. Патувањето за него било тешко, но тешки се и условите во кампот. Храната не е добра, а тушевите немаат топла вода, вели Омар кој веќе изгубил надеж, одејќи ја премине границата и решил да се врати во родната земја и по цена на неговиот живот. Од невладините организации во кампот пак велат дека се обидуваат да им обезбедат се што им е потребно на мигрантите, но и посочуваат дека тие не дошле таму за да останат.